Председател со комисијата. Пред нас е уште еден закон за Агенцијата за енергетика. Искрено, законот е прилично краток и неколку работи само би сакал да прокоментирам. Прво, ми е жал што немаме представник од оваа агенција. Не знам. Да. Ке беше добро да подискутираме со нив директно, затоа што оваа агенција, уште кога ќе го видите воведот во законот, има поприлично голем број на ингеренции, активности и правни норми кои треба да ги исполнува. Некако поприлично е анонимна оваа агенција, која е нова, морам да кажам, во Република Македонија, меѓутоа многу битно според ингеренциите кои ги има. Тоа е дадено во воведот на законот. И сега тоа што го добиваме како закон, малце на некој начин ме збуни, поприлично едноставно се менува името на државата, што е разочарувачки во време на енергетска криза, како тоа да е најбитно во државата. И се менуват уште неколку членови околу оглас за прием на директор. И вака, кога проанализирате што се случува во самата агенција, јасно се добива впечаток зошто е целиот закон. Имено таму има ВД директор, што значи дека ќе следува конкурс за избор на директор и условно, наместо да се бара стручност, одредени услови од конкурсот кој ги бара претходниот закон се изоставуваат. Меѓутоа, посебно боди во очи што се изоставува во членот 3, имено член 10 се менува и гласи, во став 4, кандидатот да има најмалку 5 години работно искуство од областа од точка 3 од овој став, ќе го прочитам и ставот 3. Од член 10, имено кандидатот треба да има стекнати најмалку 240 кредити според ЕКТС или завршено 7 степен образование од областа на правните науки, економските науки или од областа на техничко-технолошките науки. И сега овој член 10 во став 4 се менува, имено во претходниот закон стоеше кандидатот да има работно искуство од енергетика. Значи, да останува горе-доле иста консталацијата околу образование и тип на образование кој треба да го поседува кандидатот, меѓутоа се менува делот каде што кандидатот треба да има работено во енергетика. Зашто го ова потенцирам? Затоа што ако го донесеме овој закон вака како што е предложен, може било кој правник, било кој економист, било кој инженер од техничките науки да стане директор. Што има 5 години искуство, а тоа е поприлично малце, може да ги има тоа работно искуство во, не подценувам ниедна дејност, меѓутоа еве да речеме во колонијална продавница. И сега тој директор ќе го ставите на Агенција за енергетика, од некаде донесен, нормално со амин на политиката, со амин на партиите, и тој треба да одговори, во воведот има 6-7 страни напишано ингеренции на оваа агенција. Мојата дилема е дали еден таков профил на личност кој очигледно веќе е профилиран, најден, договорен и треба да се устоличи на тоа место,
треба да биде директор на таа агенција за енергетика. Во ситуација кога имаме енергетска криза, во ситуација кога имаме топлинска криза, во ситуација кога таа енергетска и топлинска криза ни предизвикува економска криза во државата и сериозни работи се потребни за да ги надминеме истите. Затоа што сосема е јасно дека пак енергетската криза е еден од главните инпути за инфлацијата и тешкото живење на граѓаните на Република Македонија. Значи и во криза ние остануваме повторно робови на политиката. Наместо да ги бараме најдобрите кадри, луѓето кои можат да помогнат во одредена проблематика, место да воспоставиме критериуми, да ги донесеме најдобрите стручњаци и да помогнат во областа, ние ќе устоличиме било кој. Сега, се уште не е случајно и во знак прашање е мојата дискусија, меѓутоа во политиката имате и основен сомнеш. Едноставно, кога нешто менувате закон и кога ставате послаби критериуми, тоа имплицира можност некој што има никакво познавање од областа на енергетиката да дојде и да ви тера агенција за енергетика. И што ќе се случи? Ќе продолжиме со агонијата во која живееме. Ќе продолжиме да се наслушаме глупости дури и од овластени лица кои пробуваат енергетиката да ја стават во функција на политиката. Да бидам искрен, вчера бев тотално разочаран, на пленарна седница не можев да реплицирам. Во реплика заменик министерот ни кажа дека со 30.000 денара е субвенционирано секое семејство за електрична енергија. Уште полошо, премиерот ќе каже 80% субвенции на сметките за струја. Значи, многу несериозни изјави од типот на политика, изјави од типот на предизбори, што во ред е да се користат во време на кампања. Јасно ние ќе има избори. Меѓутоа, во време на енергетска криза, вакви несериозни изјави, во најмала рака треба да ги сервира Агенцијата за енергетика. Треба на владата да ја сервира точни податоци што се случува со енергетскиот сектор, зашто не ни функционира, условно тоа да биде тело кое ќе му даде на премиерот, на министерот, заменик министерот за финансии, сериозни податоци како да се однесуваат и што да зборат на телевизија и на собрание. Значи, крајно несериозно е вака да се однесуваме во криза. Ако веќе на парламент можеме помеѓу пратениците да заклучиме и да најдеме некое решение во кој насоки треба да се одвиват работите. Веќе немаме дилема, тоа треба да биде домашна струја, тоа треба да биде домашно производство, државата треба да инвестира. Заклучивме во многу дискусии дека ова ни е приоритет, дека регулирањето на енергијата ќе значи запирање на инфлацијата. И сега од владата имаме повторно политиканство и повторно несериозност. И повторно носење на закони, давање на закони кои во ние на насока не водат. Да не должам, сметам дека треба да се преиспита целисходноста на носењето на овој закон и на овој член. Беше многу скратено времето од кога е дојден материјалот. Ако имаме простор да поднесеме комисиски амандман, да го видоизменеме овој член, да си остане старото решение, да биде во конкурсот со искуство во областа на енергетиката, затоа што и ние на некој начин не сакав да се јавам процедурално, сега во време на носење на буџет, колку можевме да ги погледаме материјалите. Меѓутоа, Сабајле, кога го прочитавме ова, да бидам искрен, ми помогна и асистентите,
Што да видиш? Не може вакви работи. Вака не се решава криза. Ова е несериозно. Ова е разочарувачки. Треба да видиме дали има простор за комисијски амандман ова да се измени.